Над десетина руски бизнисмени, тајкуни или пак луѓе кои што биле поврзани се обогатиле преку Русија, се пронајдени мртви од почетокот на оваа година, значи од јануари 2022 година па до сега. Последниот што беше пронајден е претседателот на управниот одбор на Лукойл, кој беше пронајден мртов во Москва. Според неофицијалните информации, Равил Маганов бил пронајден мртов во кругот на клиничкиот центар каде што бил на лекување. 30 јануари Леонид Шулман, првиот руски олигарх кој почина оваа година, тој беше пронајден во својата колиба близу Санкт Петербург. Тој беше транспортен директор на Газпром Инвест, кој што е финансиско крило на Газпром. Новинската агенција РИА Новости тогаш информираше дека оставил проштална порака покрај телото, која била пронајдена од полицијата. Случајот се гледал како самоубиство. Но западните медиуми, меѓу кои Daily Mail, понатака пишуваат дека русинот бил пронајден во бањата со повеќе убодни рани и од нож. Следниот на списокот е Александар Тјулаков, кој што на 25 февруари беше пронајден обесен, а беше порано заменик директор на Газпром, имаше 61 година, а пронајден е во гаражата од неговата луксузна куќа, исто така во близина на Санкт Петербург. Руските медиуми известија за овој случај како за самоубиство. Следен на списокот на 28 февруари Михаил Ветфорд, овој човек беше пронајден, бизнисмен, беше пронајден во Велика Британија, во Сари, каде што живееше. Тој го стекнал богатството со руски бизнис со газ и нафта и го променил своето презиме, кога во 2015 година се преселил во Велика Британија. Одиме понатаму на списокот, на 24 март пронајден е Василий Мелников во Нужни Новогород. Овој милиардер, кој што беше директор на компанијата за медицински набавки Медсторм, пронајден е мртов заедно со својата 41 годишна сопруга Галина и двајцата малолетни синови кои имале 10 и 4 години. Пронајдени се во нивниот дом во Нижи Новогород. Сопругата и синовите имале убодни рани, а на Мелников му е сечена артеријата. Понатаму на 18 април Владислав Аваев. Пронајдено е неговото безживотно тело. Тој беше поранешен подпредседател на Газпром банк и поранешен службеник во кабинетот на председателот и во Руската дума. Тој е пронајден со пиштол во раката, како што известуваа медиумите, и прострелна рана, пронајден во својот стан во Москва на 18 април. Со него без знаци на живот биле и неговата сопруга Јелена, како и 13-годишната ќерка Марија. И тие исто така имале прострелни рани. Првично медиумите пишуваат дека се работи за убиство и самоубиство, меѓутоа полицијата не излезе со конкретни детали. Понатаму, на 19 април, Сергеј Протосења е пронајден во Лорет де Мар во Шпанија. Покрај неговото тело бил пронајден крвав нож и секира, пишуваат медиумите, а во негова близина се пронајдени неговата сопруга и неговата ќерка. Првично јавија дека се работело исто така за убиство и самоубиство. Протосења имал 55 години, беше поранешен подпредседател и главен финансиски директор на Новатек, која е голема компанија за газ, која е делумно и во собственост на Газпром. А оно што е симптоматично за овој случај е што неговиот 22 годишен син Федор, кој што бил во тој момент во Париз кога се пронајдени неговото семејство убиено, скептичен беше во врска со верзијата за семејно убиство и самоубиство, односно рече дека е невозможно неговиот татко да ги убил неговата мајка и неговата сестра. На 8 мај Александар Суботин, 43 годишен, поранешен извршен директор на руската нафтена компанија Лукойл, починал во домот на локален шаман. За овој случај медиумите беа многу заинтересирани затоа што се велеше дека Суботин отишол кај шаманот во потрага по лек за мамурлак, а во лекот наводно имало отров од крастава жаба. Следното утро тој бил пронајден мртов од страна на мажот и жената шамани. Во јули 2022 година Јури Воронов, 61 годишен, неговото безживотно тело било пронајдено во неговата вила во Санкт Петербург. Тој беше шеф на логистичка компанија која имала договори со Газпром на Арктикот, а неговото тело е пронајдено во неговата раскошна вила како лебди во базенот со прострелна рана во главата. Полицијата тогаш кажа дека биле пронајдени уште неколку чајри од пиштол на дното на базенот, така да и овој случај се води како чуден, односно се уште нема конкретна завршница. Следен на списокот е Евгений Палант. Тој е мултимилионер, 47 годишен. Тој и неговата сопруга Олга, 50 годишна, беа ги пронашла нивната ќерка, 20 годишната Паулина, со убоди од нож. Полицијата овој случај го окарактеризира како убиство и самоубиство од љубомора. Иако западните медиуми шпекулираат поврзано со Путин и со сето ова што се случува, односно наведуваат за некои од овие олигарси дека биле противници на војната во Украина и така натака, оно што е симптоматично е што овие десетина луѓе не биле на листата
на западните земји за санкции, односно за близко со Путин. Некои дури одат до таму да велат дека Путин се пресметува со своите неистомисленици, но сепак сите овие случаи имаат полициска разврска. За дел од нив веќе се знае дека било самоубиство, за дел од нив се знае дека се несреќни случаи, дел истрагата се уште во тек. Симптоматично е тоа што дури над 10, ова се само дел од олигарсите и милиардерите, кои што починаа под чудни околности, така да ги наречеме, од почетокот на годината до сега.